Од секојаш сомневањето ми било поблиско до било која утврдена вистина или полуутврдена или замислена вистина. Мислам дека е тоа својство не само на сликарството, туку и на се она што е дух. Од Сократ до Пикасо, од Пикасо до Маргарет Јурсенар, од нејзе до Чеслав Милош. Пикасо беше рекол негде: јас не барам, јас создавам. Меѓутоа, оние што го познаваат, а запознав такви луѓе во Париз, тврдат дека, иако не ги посетувал отварањата на изложбите, првите што се враќале негови пријатели од изложбите ги прашувал како стоа меѓу младите. Тоа значи дека се сомневал. Големиот Пикасо, како големиот Микеланџело, како големите неименувани мајстори, предпоставувам од памтивека до денес. Значи, од Сократ до денес и веројатно така ќе биде и во иднината. Не знам што е живот, немам одговор, не знам што е среќа, не знам што е несреќа, знам дека едно или друго не стимулираат, не фрлат очаени или не провоцираат нешто да чепкаме. За мене е тоа сликарството, хартијата. Тоа се материјали кои не тераат нешто да кажеме, да се изразиме, за кого исто така не знам. Мислам дека бунилото, она што малце потенцирано го наречувам бунило, макар што тоа веројатно дека има некаква логика, некаков свој духовен сјај и некакво сигурно свое духовно достојанство, е токму тоа што човек има право и може да каже: не јак сум, не сум силен, не знам, се уште го учам светот. Се разбира дека сликарството почнува тамо каде што почнува и светлината. Меѓутоа, во известна смисла, вистинскиот почеток на сликарството е во ноќта. Може така да се каже, затоа што транспонирањето на сите податоци од она
шарена, огромна реалност што не окружува и не бомбардира постојано со нови сензации, во ноќта легнува синтетично како некоја врста тешко злато, како концентрат на сиот ден на сите нови сензации. Изгледа трогателно тоа што Ван Гог во Арл, за да ја наслика ноќта, ставил на шеширот свеки и се поставил пред ноќта и малку шегобино рекле, него светецот од Арл. Оној луд светец што сакал ноќта да ја фати. На слична лојаница или лојана свеќа веројатно шкрабале мајсторите од Алтамира. Светот, вистинската транспозиција на светот, почнува во ноќта, која е пребогата не само со нашиот дух, со враќањето на нашиот дух кон сопственото потекло, туку и кон потеклото на сликарскиот коментар на светот. Зашто светот е веројатно исто така и во раката која гледа. Оти најумна или најумната рака гледа можеби посигурно понекогаш од самото око. Ono što mislim da je najbitnije pričati u ovom trenutku jeste ono vreme kada smo Ligor Čemerski i ja bili na studijama u Beogradu, Akademiji likovnih umetnosti, gde posebno izdvajam drugu godinu. Tada smo mi dobili, sećam se, jednu ponudu i to baš, da preciziram, ponudu od Petra Mazeva, njegovog rođaka, da uradimo neke panoe za, ne znam o čemu se tačno radi, znam da je bio u pitanju novac. Međutim, ovo što ću ispričati govori o suštinskom odnosu nas dvojice prema umetnosti. Mi smo stalno to odugovlačili i na kraju smo rešili da napišemo dva teksta. Jedan je on napisao, jedan tekst je napisao Ligor Čemerski, a jedan sam ja napisao. Moj tekst glasi Humanost kao izraz stvaralačkog, a Ligorov, ne znam tačno kako beše, umetnost. Opet je bilo jedno jezgrovito pitanje o umetnosti i mi smo stalno o tome pričali, razmišljali, sanjarili. Suštinski govoreći, uvijek smo mi radili protiv materijalnih nekih sticanja u ime umetničkih dobiti. Uvijek je nas više privlačilo ono što pripada umjetnosti, imaginarnom, neracionalnom, nekonvencionalnom. I mi smo se toga lišili i radili smo na tim tekstovima veoma dugo, a ti tekstovi su otprilike pali u ono vreme kada je ta takozvana grupa Medijala u Beogradu tobože vladala. Во почетокот на 60-тите години во македонската литература влезе една нова генерација. Една генерација која што значеше еден нов период во таа литература, како во тематски, така и во изразен поглед. Врсник на припадниците на оваа генерација на ликовен план е Глигор Чемерски. И тоа врсник не само по години, туку и по темперамент и по сензибилитет. Во сликарството на Чемерски и од тогашен, веќе далечен период, но и од подоцна, се препознаваат речиси истите тенденции како и во литературата на оваа генерација. Стремежот под слоевите на реалноста да се откријат вистинските длабоки бездни на минатото, на дамнешните времиња, да се дефинираат символите и знаците на родната почва и да се препознаат како во природните облици, така и во облиците на спомениците од минатото,
оние вистински, длабински, архетипски ситуации кои што се вечни обележја на една почва. Чемерски тоа го правеше и го прави се уште на еден извонредно инвентивен начин, спојувајќи ги, да речеме, облиците на земени од природа со облиците од што ги препознаваме на фреските, од облиците што се запишани во народната меморија до облиците што се земени од меморијата на самата почва. Тоа само значи дека сликарството на Чемерски е едно сликарство, едно творештво кое што може да биде читано на повеќе начини, кое што може да биде разбрано на повеќе начини, дека тоа е едно сликарство кое што содржи во себе повеќе слоеви и дека тоа е едно уметничко дело кое што, како и секое големо и вистинско уметничко дело, содржи во себе повеќе можности за интерпретација, повеќе можности за објаснување. Па макар што со детството многу се манипулирало и помалце и компрометирано како категорија, оти стално се повикуваме на него, сепак е пресудно време. Тогаш сме вистинската глина на светот, како би се рекло, малу поетски. И се разбира дека бев одреден од една клима, зашто климата, звуците не одредуваат како деца. Тогаш сме најчувствителни за битните работи на природата како елементи. И морам да кажам дека веројатно како човек, како целина, како иднина бе формиран прво од температурата на тој кавадарски пејзаж, кај што ги минав првите години, така до 8 години моето детство, мирисите, пејзажот, убавината на се она што цветаше и што растеше, тогаш ми се чинеше заедно со мене. Веројатно е поправедно да кажам дека јас растев заедно со се тоа што ме окружуваше, меѓутоа факт е дека возбудливоста на светот, на температурите, на звуците, на визуелните атаци, како би ги рекол сега, кога малце подраснав и кога можам да ги формулирам нештата, сето тоа ме обележи. И во еден пејзаж кој на извесен начин беше идиличен за мене во тоа време, а и покасно во сеќавањето, она што ми се чини дека беше фатално е што во тој пејзаж веќе така рано ја запознав смртта. Кога човек се движи према лозјата, према пределите, сретнуе веќе раскапани желки, а имаш и некакво коњско гробиште што од кое не беше покриено и кое беше полно мрши, од кое зуева оси. И тоа заедно со температурата создава некакви чудни звуци на една смрт која врие, како би се рекло. Сред пладне, смрт која врие. Температура, звук и смрт. Мислам дека џабе ги штитиме децата од идејата на смрт, зашто понекогаш се тие почувствителни и подлабоко соработуваат со смртта како феномен кој му припаѓа на животот и од кого животот веројатно излегува. И мислам дека тоа во иднината ме одреди да и во најубавото сликарство
И во најубавото што е насликано и што се слика, ја препознам смртта некако како недостиг, туку како амалгам кој ја збогатува суштината на сликата. Покасно открив дека тоа суштина која збогатува секоја уметничка креација. Во Битоше на 2 мај Велипеток 75. На Гиче и Катја Чемерски. На небото е распнато заклано јагне, од срцето сонце му капе крв и пече како сач и стопен туч. Цревата растурени му се замрсениве патишта, по кои луташ како несварен залак. Ке те стемнели во некоја јама, бубргот му е рударската лампа, пештера ли, окото избиено, те демне како бесцен камен. Свиткан ли во кожувот на сонот, ке ти се сони како пасеш и блееш по снежната цицка на планината, а последното нешто што ќе го видиш, тоа е ножот. Тој час ќе се најдеш сред милиардите невини души, што како безтежински машини бешумно се вртат околу раженот на својата оска, по кој знае која музикална орбита од космосот со досега нечуена музика во себе. Čudo je jedno kako se čovjek spetlja kad treba da govori o svom prijatelju, koga čini se dobro poznaje i ceni i voli. Prvo, sve mu se učini da je vrlo sudbonosno ono što će reći o njemu. Međutim, rešio sam da počnem od nekih svojih prvih utisaka, da pokušam da obnovim u sebi prvi utisak kad sam video Gligora. Ono što me odmah, na što me asocirao, naravno slikar, ja na slikarstvo me odmah asocirao, na jedan portret u Nerezima na Svetog Trifuna. To je onaj što stoji u onoj levoj apsidi, sa onim mraznim zelenim nimbom, sa kosom koja je vrlo slična Gligoru i neku užasnu antičku vedrinu iz njega bila. Prosto ovako, što kaže, sejala neku atmosferu nekog razuzdanog, neke misli koje lete, nikad se zaustaviti neće. A drugo je sasvim nešto deseto, je skulptura satira iz Stobija. Danas, evo, kad se sećam, između toga čini mi se, i posle kad sam video Gligorove slike, i teče neko Gligorovo slikarstvo, između toga Svetog Trifuna i tog satira iz Stobija. Tu je, onda nisam znao da je Gligorovo mesto, Kavadarci, da su blizu Stobija. Nisam ni prosto predosjećao da je to njegova prva inspiracija na akademiji i čak i prve slike koje sam video. Tek sad, evo kad razmišljam, pa nekako bi Gligor, taj moj vizuelni portret Gligora mogao da se još i danas da važi između ta dva likovna dela. Bilo je to vreme kad nas je Gligor vodio i takozvano, kako ja to zovem, posvećivao u red Vizantinaca. Todora Stevanovića, njegovog druga slikara, moga dobrog druga, fotoreportera Branka Beljića, koji je bio naš verni pratilac na svim tim putevima i vodio nas od Kurbinova, od Prilepa zapravo, Svetog Nikole Prilepa do Kurbinova i Ohrida. Čini mi se da jeste, to je bilo u Svetoj Sofiji, kad smo se odjednom, Gligor i ja, našli pod jednim drvetom slikanim u onoj velikoj kompoziciji
koja stoji kao friz gore u apsidi. Između njih su ogromne figure apostola i najednom je počeo da mi priča o tom drvetu. Kaže, vidiš ovo drvo, to drvo je u stvari za mene 1000 drveta, 1000 čitave šume pre toga, naslikane, uhvaćene, sintetizovane kao pilula jednog drveta uhvaćena na toj fresci. I to je mene strašno, nešto me podsjetilo. I odjednom se setim da sam pre 20 i više godina kao student išao po manastirima i o tom istom drvetu isto te reči zapisao u moj neki mali dnevnik koga danas krijem, ali koji je meni drag. Iste te stvari. To je toliko me zaprepastilo da dva čoveka na raznim stranama, prvi gotovo drugi put se vide, iste reči gotovo ponove o jednom fragmentu slikarskom. I odatle sam u sebi pomislio, sa ovim čovekom ostajem do kraja. Ranije sam to u Vizantiju primao lakše, spontanije i možda sa više uživanja. Ali posle onog drveta u Svetoj Sofiji ispod koga smo, Gligor i ja, da tako kažem, zakorenili i zavizantinili naše prijateljstvo, osjećao sam kako me Gligor svojim slikarstvom i svojim stavom tera u neke beskrajne ambise gde je slikarstvo pre svega duh, a manje naturalizam. A morate priznati da sve što je tajna možda osokoljuje vaš ali vam oduzima ono uživanje koje bi bilo lako i prosto na prvi pogled.
Глигор, мозаикот, човекот и светлината која ве се поставува веќе е една ликовна интервенција во природата. Нели е тоа ризик за уметникот да го соочи своето дело со природата? Секој уметничко дело е некој ризик. Ваков или онаков. Овде ризикот е голем, се разбира, до толку што можеш многу лесно да бидеш поразен. Почнува планина една огромна, еден пейсаж во кој ти се уфрлаш со една интервенција која секогаш колкава и да е ќе биде релативно мала. И од друга страна пак парадоксално е дека испаѓа дека тука се вовлекуваш како кукавица од туѓо гнездо. Всушност не е така. Практично тука му е местото на уметникот. Ти не гледам зашто секојаш слика или некој уметничко дело би било сместено во една куќа, во една соба и така натаму. Овој простор му припаѓа исто така на луѓето. Тука ти работат, тука минуваат. Ова е нивна галерија. Добро, како го реши ти тој проблем? Мислам, тој однос меѓу природата и овој твој мозаик? Па, веројатно дека покажав еден доста амбициозен нагон да се супроставам, да кажеме, да сместам една своја слика покрај толку значајни елементи. Пред се овој огромен пейсаж, понатаму огромни инсталации од овој индустријски објект хидроцентралата. Конкуренциите се така големи што во секој случај малце опасна е таа средина и доколку не бидеш енергичен во ракописот, во замислата, сигурно дека би можел да бидеш лесно поразен. Јас се заложувам за уметност на улиците, за уметност на плоштадите, бидејќи галериската уметност, колку и да е она рафинирана, и јас не ја одземам вредност, напротив, и самиот сликам штафелајни слики. Меѓутоа, секако мислам дека во поглед на незина социјална функција, во поглед на незина хумана функција, останува и понатаму да екзистира во рамки на она што се уште го викаме, веројатно со право, елитизам. Тодоре, говоримо данас о великом сликару. Ја. И сјајном интелектуалцу и добром пријателju. Глигору Чемерском. Памтиш наш одлазак Курбиново? Како да не.
Da li pamtiš zašto nas je vodio tamo? Pa vodio nas je zbog velikog slikarstva, pravog slikarstva. Zbog velikog, pravog slikarstva. Ostalo, Da. on spada u tu porodicu. To su ti moćni slikari. Moćni slikari često nisu filozofi spekulativci, a on je veliki moćan slikar i sjajan filozof. Vodio nas je da nam pokaže na papuči jednog od apostola, da li beše apostola? Arhanđela, Pitagorejski tetraktis. Da, bome. Jedan od najčudnijih znakova u našoj kulturi. Znak da je pitagorejska i antička misao kod nas trajala sve do duboko u srednji vek. Jasno je obeleženo 3 tačke, pa 2, pa 1 i tako. Dobro, to je pravilo Pitagorejaca. Da, pitagorejska tetrada iz koje je nastao ceo svet. Ali da se vratimo na to njegovo moćno i divlje slikarstvo koje ja obožavam. Zar ne misliš da je to sad slikarstvo ovoga trenutka u svetu? Da se svetu želeo pravog slikarstva, pravih slikara u onom dobrom starinskom smislu reči. Boja, poteza, temperamenta, snage. Slikarstvo je uvek bilo pravo i sadašnje u svim vremenima. Ako nije sadašnje, nije nikad Dobro, bilo niti će biti. Mislim na ove razne neorealizme, pop-artove i sve tako dalje. Sve je to lepo i zanimljivo, ali ostaje nešto što je konstanta, što je slikarsko slikarstvo, ako tako možemo da kažemo, a on je slikarski slikar. Ja bih želeo da vam pokažem gde Gligor kod mene stoji u stanu i s kim se Gligor druži kod mene. Evo, ovo je jedna parafraza Svetog Arhanđela iz Kurbinova, Gligorova slika. A ovde je to društvo koje sam rekao, to su 2 srca Žaherije Mura i njegova slika sa posvetom i 2 male skulpturice. Međutim, ono što bi sakal da ga potenciram je svekako onoj, za mene lično, pointenzivna sredba među zvukot, šumot i slikarствот. Mislim дека сликарот е отворен на шумовите исто како и на температурата и се сеќам дека исклучително значајно бе известни музички оркестрации на инсектите, како би рекол, на галичица, на некои суводолици под Велес, на скрежовите покрај море. Мислам дека тие страшно ја интензивираат визуелноста и дават силна звучност, провоцираат состојба каде што боите како да радираат. Во таа смисла, музиката и сликарството соработуваат изразито жестоко. Од друга страна, додека го правев Кочани, постојано слушав за некои композиции известни мелодии, да кажеме Црна се чума зададе. Тоа ми беше почетниот звук за фризот за Илине кога го правев. Не знаев што ќе предизвика тоа, меѓутоа постојано ми шумеше тоа и конечно излезе она средновековна ламја која е централна тема на фризот за Илине, така да историските елементи се збија околу таа основна тема која, велам, произлезе музички.
монументалната уметност е секогаш врзана за извесен концепт. Дали ќе биде религијски или профан, веќе е второстепено прашање. Меѓутоа, еден поттикнувач основен секако дека мора да постои. Мислам дека е битна разликата на едно друго време, кое ни ги дало најголемите наследства токму на ова подрачје на уметноста, во однос на положбата на современиот уметник, бидејќи религијата ја загубила својата кохезиона сила или фундаментална сила која на уметникот му давала сигурност дека оди во една насока, во секој случај потребна и социјално верифицирана насока. Од друга страна, современиот уметник, а секако и јас во положба на таков уметник кој има шанса да оствари монументално дело, не може да ја прескокне, ми се чини, основната своја исхрана, историјата на сопствената уметност, создавањето во минатото токму на ова подрачје. И се разбира дека како човек на ова тло не можев да ги одбегнам и во овој случај, во овој концепт, на овој споменик, наследствата што тука живеат, што веќе се навикнале, како би рекол, на ова светлина. Почнав, може би несвесно, со некакви доживувања на каменот и на светлината како една иста материја. Тоа значи, живееше и Стоби во мене и Хераклеа, а од друга страна чувството на храм мораше да се спои со она што го знам за Света Софија, за Курбиново, за Нерези, за се она што е направено во нашето минато. И со оглед дека ритуалот религиозен не е основата на овој објект, мораше негде концептот за животот и концептот за уметноста да се спојат. Мислам дека во основата на уметноста стои чувството на игра и чувството на празник. Од тука ова отвореност на овој објект, од тука отвореноста кон светлината, од тука она што од самиот почеток, кога почнавме со архитектот Радко Радженовиќ, сите можни продори на сите сензации и на сите чулни елемента што не обкружуваат, им допуштивме да влезат, им допуштивме да се дружат со она што е во известна мера и животно, но исто така во известна и тоа голема мера и сакрално. Memorijalna realizacija Čemerskog u Kočanima ide u sam vrh naše memorijalne umetnosti. Ja nosim jedno osjećanje nelagodnosti što ta izvanredna kreacija nije dovoljno poznata, nije prošla kroz literaturu, čak dovoljno ni u Jugoslaviji, a pogotovo nije prošla kroz državnu propagandu, jer mislim da bismo sa takvim spomenikom mogli da se pohvalimo pred svetom. Njen značaj te realizacije je upravo u tome, između ostalog i u tome, što dolazi u jednom trenutku, što je ostvareno u jednom trenutku kada je počela neka kriza našeg memorijala, kad smo manje više se zamorili i rekli smo što smo na tom sektoru imali, da kažemo. Tako da je ona otvarala nove mogućnosti i još uvijek ih otvara. Ponavljam, veoma visoko kvalifikujem to delo, a doživeo sam ga jako duboko, jako impresivno, jednog februarskog dana, jedna predvečerje sa Čemerskim obilazio kroz kompleks, prolazio, zadržavao se. To nije spomenik koji se može obići za nekoliko minuta, za 10-ak minuta. On apsorbuje čoveka, prihvati ga, nameće mu da po njemu luta, razmišlja, traži. Tako da upravo u takvom jednom ambijentu može da razmišlja i o revoluciji, i o žrtvama rata, i o jednoj izuzetnoj umetničkoj vrednosti koja ih beleži. To je slikarstvo koje je dobilo svoju treću dimenziju.
pomešalo se, integrisalo se, sojuzilo se, spojilo se potpuno sa arhitektonskim oblikom na način na koji su to nekad morale biti intenzivno integrisane vještine prilikom građenja starih kritskih palata. Ja tako zamišljam unutrašnja dvorišta kritskih palata, tamo gdje su se i slika, i freska, i arhitektonski oblik povezivali u jedinstvenu i nedeljivu celinu. To delo je moderno, ono je moderno u svom intenzitetu, u svom izrazu, a ono je u isti mah i vrlo starovremsko, ono nas vraća u klasiku i u predklasiku i podsjeća nas da su nekada i stari antički sklopovi i stari antički hramovi bili bojeni. Nama to danas izgleda čudno jer ih znamo u beloj varijanti. Već i sama ta činjenica, pored svih ovih navedenih, govori o tome da je to delo izuzetne originalnosti i da bi apsolutno bilo neophodno da bude bolje propagirano i da se sa njime prikažemo u jednoj oblasti u kojoj smo inače već dosta dali